16. октомври 1981 година, Сиднеј, Австралија. Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. До Републичкиот секретаријат за меѓународни односи, Скопје, Социјалистичка Република Македонија. Иселеникот Насте Трифуновски од село Ливоиште, Охридско, сега во државата Викторија во Австралија, пријави дека малолетните деца Зоран, Илија и Благуна во текот на 1981 година останале без двата родители. Децата моментално се сместени во детските прифатилишта на Сиднејскиот реон, Кронула и Рендвик. Органот за згрижување на децата на државата Викторија во Мелбурн, Австралија, поставува конечен рок за наше изјаснување во врска со натамошната иднина на децата Зоран, Илија и Благуна Трифуновски. Рокот е 10 јануари 1982 година. Доколку не добиеме од вас поинакви инструкции, децата ќе бидат дадени на усвојување на разни австралиски семејства. До Генералниот конзулат Сиднеј. Постапката за наоѓање старател е во завршна фаза. На малолетните Зоран, Илија и Благуна Трифуновски од Сиднеј, Австралија, поставен им е старател Стојановска Митана од село Горно Лакочереј, општина Охрид. Центар за социјална работа Охрид. Децата Зоран, Илија и Благуна Трифуновски дадоа писмена согласност во Генералниот конзулат во Сиднеј нивен старател да биде Стојановска Митана и дека сакаат што побрзо да се вратат во Македонија. Децата Зоран, Илија и Благуна тргнуваат од Мелбурн на 14 февруари 1982 година со лет број 605 на Југословенскиот аеротранспорт. Генерален конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сиднеј. Znaš onoga Mirka, kako ima je brat Mirko, Dinko i Tonči, tri brata, onaj Tonči, on je ono Dinamo, da je položao nego Kajdu, se ne veša.
Ideš kaj Beljanče? Svega dobro će mi je onda. Ima sneg, ќе видиме. Златна момичка, снег ми сакала да видите. Немаше Австралија снег? Никогаш немаш видено снег, златна момичка. Сега ќе видиме снег овдека, има. Завакли гости. Само со језијат, а ние другиот апина. Ари, стигнаш ти? Ај, кој ќе ме познат мене, бабе? Баба да ти е гости. Чекај прво со големија ше на мајка му. Чекај се, ова е средниот. Личните од баба, ти мори растеш? Ајде да ме бациш сега мене. Бати. Сонце на баба Убо. Како дојдовте, бабе? Австралијанката. Амори, бабе. Арни сте? Кажи му, за авион дојде. Кажи на баба. Ви испати стрикоти насте? Ви изгуши? Ти како се со браќата и слушаш? Јела бојака, јела да се гушкаш. Шо вегаш, абаде, со мене ќе ми седиш ти, ајде. Кажи на баба. Сонце на баба убава мревојка та била. Кога порасти у гумаре? Јас овој големиот не може да опознам. Деда ти го познате, бабе? Не? Сега што ќе ми кажете вие, оте. Убо беше Австралија? Убо беше сонце на баба. Кажи на баба како ме позна мене, на Голем кого ти си мислеше порасти, дека баба. су ја. Ајде да, златен уста, на мама мислеше. Сонце на баба, овој бил гитар, многу парен бил.
Дишички. Деда ти го познавте? Знаеш, не се Го познавте? Личниот баба ќе седите овде со мене, со деда ти, со Драјđи, Билјана, сите. Билјана како не дојде? Со умцина баба Мило. Таа уба била многу момичката. Убава била лична. Овој состанок на стручниот тим го свикува за последниот случај за децата кои што останаа без родителска грижа, а моментално беа во Австралија. Како што знаеме, децата на 15 вчера дојда во Скопје, каде што ние отидовме да ги прихватиме. Сега сметам, вие како работите во овој центарот, од правна страна, од социјална страна, од педагошка страна, да ми реферирате и заеднички да се договориме понатам што треба понатака да се преземе кон нивната понатамочно згрижување, односно социализирање на овие деца. До доведувањето на децата од Австралија во селото Горно Лакочери, така и од сега ние мораме да бидеме оперативни. Јас од свој аспект ќе извршам проучување на личноста на малолетните, на нивните ставови, интереси, желби, наклоности, начинот на користење и организација на слободното време, изборот на другарите и така натаму. Меѓутоа, сметам дека многу е битно да се посвети внимание на прифатот и адаптацијата на малолетните во средината, посебно во училишната средина. Овдека ќе наидиме на два проблеми. Прво би сакал да кажам дека ќе наидиме на проблем во врска со тоа што малолетните доаѓаат, посебно помладите, го исклучуваме Зорана, бидејќи тој овдека е роден и го знае нашиот јазик. Меѓутоа, Илчо и Благуна, тие се родени таму во Австралија и кај нив ќе биде малку потешко, бидејќи доаѓаат од друго јазично подрачје. И ќе биде малку потешко во врска со вклучувањето во воспитно-образовниот процес. Тука ќе имаме тешкоти. Меѓутоа, затоа сме ние тука да преземеме активности. Јас веќе нешто и покушав со управителот во училиштето во село Горно Лакочери и на тој план презедовме некои мерки, а посебно сакам да нагласам дека треба ние измеѓу себе, како во никој случај досега, да работиме, да дојде до израз онаа соработка. Се додека не ги извлечиме овие малолетни деца со кои што на некој начин судбината се поиграла, заради тоа што самата смрт на родителите представува најголема несреќа за нив. Топло е таму во Австралија? Овде, како е? Се тресија, студија. Ти, бабиче, учиш ти? Како учиш, македонски или англиски? Англиски, знаете? Знае. А наше нешто, знаете југословенско? Малци. А ти, бабице? Јас тебе пресакам. Ти ми си убава девојка. И ќе ми носиш вода, ќе ми метиш, ќе ми чистиш се. И ке тетка ти нарече. Ти шепне. На деда ти вода ќе му подаеш. Највозрастниот Зоран посетувал настава во 7 оделение, Илчо во 4 оделение, а додека Благуна посетувала настава во 3 оделение. Меѓутоа, во Австралија малолетните деца посетувале настава и воопшто нивниот воспитно-образовен систем е поинаков и учениците посетуваат настава од 5 години. Така да потребно е сега да се изврши нострификација на документите кои што тие ги понесе со себе. Ево ги имаме документите.
тоа се тие, ќе треба да се изврши нострификација. Право да ви кажам дека овие деца сите што доаѓаат од Австралија им е тешко, бидејќи како што сами рековте, наставно-воспитниот процес таму се одржува во друг начин, ние имаме друга програма, но ќе се погрижиме да ги вклучиме, особено во овој период ќе им препорачаме на колегите да обрнат внимание повеќе на јазикот, писменоста, така да пишуваат, да препишуваат делови и со помош на другарите од оделението да се способат за посетување на оделението кое што ќе го добиеме преку за Републичкиот секретаријат за наука и култура и ќе ги вклучиме во наредната учебна година да посетуваат нормална настава. Децата како што гледаме, физички се здрави, прави, ведри онака, само од вас се барат да имат поголема грижа, односно пак да се створите едно расположение, една добра атмосфера и самите да се стекне постепено семејни навики, работни навики и да се заеднички бориме сите детето да се развие правилно. Да се напред. Да утре што се вика завршите школа или ако треба да го стручно училиште и така натаму. Пак ќе повторам како не иста баба, ама ми е жал вечината да не се отстранети, да не се фрлени. Имам мисла да и се надевам да и порастам, да и ожениме, да колку можам да помогнам. Бабата, јас сум стара од сега. Чекај, баба. Не, неко тој со секирата ќе опречи. Ајде. Ќе ми помогнете малу, дека јас сум постара сега и ќе се учиме сите, вие помали, јас постара. Овде прво ќе се чите. Сорет. Чичука седни. Не, така ќе држи, да ти овде седната рака ќе држиш рака, зашто ќе ми помогаш, ќе сечиш некој, ќе те натера да работиш. Ете така, раката потата. Ето така. Ајде сега. Не сум права баба јас. Јас сум повторна и најдов мајка му, па најдов уште една сестра нејзина и едно брате најдов, тројца. А и две момичина и ја донесов. Мои и така се сложивме. Јас за сите деца бев еднакво колку можев. За јадење, за носење и за спремвење, за мажење. Кога се излегвеја за Овие прва ти ги зеде и без да знае Кој? телефонирни, без да знае Децава? Не знаеше тој. Јас тој е многу... Тој, да ти кажам, не сакатавале да имат на душата. А јас сум решителна, јас сум гревовна. За све што е... И тој не знаеше. Дојдо јас трикој му, рече, шо правиме сега, децата саќе ќе останат, рече, во дом, рече, во Австралија. Што правиме свајќе, ние рече немаме можност. Мали ни се станот ни е мал. Ако и прихватиш рече ти, и ние тука ќе помогаме, ќе погледвиме рече, Не со раката така ќе се удриш. Ќе се учите од сега, не така. И јас после си има многу добри односи со мајка му, ме поштоваше многу. Мајко ме викаше и ми помогаше, како иста мајка. И така ми беше многу жали за неја, за мајка му. И уште ми е жал дека
добри односи имав и како сираче ја поштував и таме поштоваше. И ми пушти писмо на одзади, јас рече сум во тешко болна, децата рече ќе ми останат сираци, рече што правиме. Јас реков гледај ти за тебе да се спасиш, па ќе видиме за децата. Не е проблем, реков, тукас не ќе гледаме ние децата. Ја пуштив нејзе писмо и повторното кој пуштив не ќе не ни врати таја назад. И кога дојдо не ти докажав за овие, рече треба да се јавиш сваќе во центарот. И јас реков колку ќе имаме да јадат, колку за носење ќе гледаме и помогнеме, ама колку ќе има толку, реков. Греота си да оставиме, она му во пустина, не се уште дорастени. А јас сум сираче од 13 години, колку дете. What? Would you go through all that? Yeah. And I'll go through with the book. And I'll drink you that book in the way. You can feed the chickens and a pig. Alright? Alright, Pagana? I'm coming down. What do you want to do down there? Touch fish. Fish. With what? The net. There's no net. Дваесети февруари 1982 година, Скопје.
до Генералниот конзулат на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сиднеј, Австралија. Ве известуваме дека на ден 15 февруари 1982 година на аеродромот во Скопје пристигнаа малолетните деца Зоран, Илија и Благуна Трифуновски. Децата се сместени во семејството на Митана Стојановска во село Горно Лакочереј на 5 километри од Охрид. Децата се нормално вклучени во натамошниот воспитано-образовен систем и начин на живеење. Републички секретаријат за меѓународни односи на Социјалистичка Република Македонија.